Денес се реализираше работна средба во Штип во врска со проектот Јакнење на правата на потрошувачите во финансиските услуги. Председателката Маријана Лончар-Вилкова истакна дека како овластено тело действуваат за заштита на колективните интереси на потрошувачите, односно за промовирање на алатката за пријавување на проблем. Воедно со ваквите средби се истекнуваат активностите кои се реализираат тиковно низ самиот проект. Денеска сме во Штип, затоа што ја почнавме кампањата за промовирање на тоа дека сме ние овластено тело за заштита на колективните интереси на потрошувачите, луѓето да знаат, да ја промовираме алатката за пријавување проблем и да го промовираме, односно да ги истакнеме целите и активностите што ги водиме низ проектот заштита на потрошувачите во финансиските услуги, кој што е финансиран од Европската унија и од Европската потрошувачка организација. Истакна дека проектот е за иницирање на одредена колективна заштита за правата на потрошувачите, особено во доменот каде е забележан недостаток. Проблемот беше забележан и со осигурителните компании од месец април до месец мај, кога се наплаќа и до 15% повисоки провизии за осигурување. И затоа продолжуваме напред со Комисија за заштита на конкуренција, се обративме да побараме дали е навистина почната постапка, званично како овластено тело, и спремни сме и со тие луѓе кои што се јавија како потрошувачи оштетени, кои што се спремни да учествуваат, да се поведе судска постапка заради надомесна штета. Посочија дека претходно апелирале до финансиските друштва во домен на финансиски услуги, да нема опомени да се наплаќаат до потрошувачите, заради тоа што со Законот за заштита на потрошувачите, опомените кои се доставуваат за задоцнето плаќање не треба да се наплатуваат.